Слушам, ме обвинуваат дека барам уништување на установи, но јас всушност ниту сум за, ниту против установи институции. Само ќе основам во Куманово и во секоја негова населба, длабоко на копното и на речниот брег, без канцеларии, солитери, без правила, без советници и без никакво образложение, институција на љубов од драги пријатели. Кумановскиот Уолт Уитман, Горан Стојковски Диро, понезависен од било кога, во новата подкаструвачка епизода. За гледачите на премиерата има изненадување. Никад не сам прашала зашто Горана Стојковскога го викав Диро. Шта си то Диро? Па не сум Диро, него тој ми е малце некој обележие кој што случајно и како надимак отиде. Почиња од 5-то одделение мое, значи дојде една наредба, небитно кој е запишано Браќа Милодиновци, Крста Мисирков, 11 октомври, сви што живив у Трговски, изградена нова школа, Кочо Рацин, и свите по наредба у Кочараци. Значи нема јас сакам, ја неќу, мене ми е тато овој, мене ми е уина тај. Мислиш како сак што се прави? Како сак што гурама, значи свите деца у ред, сви што су нели од почеток на Драган Стопаровиќ до Трговски. Трговски, чувени Трговски ганг, Кочараци ночима. 5 одделение никој никога не знаемо. И нормално тога бира сме нели претседника на клас, секретара и не знам што има сме некој таму руководство, благајни, така е тоа. И пошто се дел од луѓе се знаеше преку фудбал играње, нели тога што највиш ќе го знаев, ти ќе бидеш претседник. И бивам ја претседник и доваѓа еден служител, Анđелко се викаше, како сак се сеќам, многу интересантен лик, беше оној топал, деца да го сака, фонд да сака деца. Али мисло дека сакаше и да пине, нели, кумановска работа, и улетува у клас без да чука и вика директор на овој клас, диде куде претседника на школа. И на деца од тие години толку ги требаше. Значи ја прво бидна директор, па пошто ги беше тој длъг од директор е бидна дире. Кад порасна дире, бидна диро. И еве носуга тај надима години. Ама добро го носиш. Мислам, кад ќе се каже Горан Стојковски, ретко кој знае за кога се работи. Али кад ќе се каже Диро, сви знае. Па да, и мене кад ќе ми каже Горан ја продужу, толку сум више оглаен на тој Горан, углавном на Диро одговарам. Така да беше, прав си. Па Диро, директоре, овдека имамо едну слагалицу с еднога култнога кумановскога лика, кој што се надам дека до крај на подкаст онако спонтано ќе го сложимо. И мислу дека одве чекам да ти го виду реакцију кад ќе видиш кој е на слика. Ќе ми биде драго, посебно што е кумановец, нели? Опа, популистички одма. Не. Добро. Нормално. Како да сам од Сенегал, чита нешто за еден остров сенегалски кој се вика Горе. Горан Горе. Некако такој се погоди случајно. Имав некое доста богато словенско наследство, не знам од кој период историски датира. Па сакаше да направи едно чисто паралелу колку афрички градови уствари у денешно време, не е више Африка оној што е била гладни и боси, живив многу боле него наши општини, да не кажу наши градови. Колку имаш, колку споредуеш како живимо овдека у Куманово с, не мора афрички да су градови. Види, што се дешава у свет? Не сум многу путуваја и тој ми е еден од хендикепи што ги осеќам у живот. Надам се дека ќе имам време да надокнаду,
али се Типот многу би дружи. путуваа пешки, би путуваа. Па Ти да, све затоа пешки све идеш. пешки, што замисли колку би трае мој пут околу света. Може замислиш. Замислувај. Значи, али сакам да се дружам со луѓе кои што су путувале затоа што ga пренасва богатство што го има видено. Еве сак брзо сестра ми беше у Куба. И прво њојна порука од тама беше: Горене, па ми треба да сме задоволни што живиме у Куманово, имајќи предвид што е овдека. Да, весели, расположени, ама невидена сиромаштија. Африка, да, развива се, затоа што Африка за мене лично направи еден искорак. И тој е многу храбар, кој што мисли дека ни треба и на нас. Еве ќе ти кажа од кој аспект. Разговарам го со спунувај мои пријатели кои што работи во ЕВН, намерно го спомнувам ЕВН и мои други нели фирме, корпорација. Африка од тој побегна и затоа иде напред. ЕВН е у Куманово добри 20 години. Гледа некои анализе, просечна сметка на Кумановца, заедно правни лица и физички лица, ни околу 100 евро. Број на приклучци што ги има на електрична енергија ЕВН у Куманово е околу 30.000. Наплата на нима кумулативна на крај на година ги е скоро 100%, иначе знае се, сече. На годишно ниво. Не сечев свогде, добро, Па, ама сеч, углавном сече. Углавном сече. Значи на годишно ниво, они од овој град земев околу 36 милиона евра. За 20 години колку се овдека? 720 милиона евра. ЕВН земало од Куманово. Знаеш колку да е вратил? Ништо. Епа ако може господа колонизатори да враќа у Африку и затоа Африка иде напред и ги вика доста беше, зимата, ама здраво и ќе враќате. Може да треба и ми да кажемо, ајде другари, не дека не е репер Африка. Кад може, фони можемо и ми. Ајде сега ви малце да вратите на овој Куманово. Ако сте однеле 720 милиона луѓе, стварно можете нешто да вратите. Ви имаме проблем, не можеме да изградиме сало. Ја имам идеju, чук-чук на врата на ЕВН, ми сме од Куманово, нормално, ако имам некој позиција која што може тоа да го прави, и на нас ни треба една ЕВН арена у Куманово. Убава, модерна, и чак што више доли од ЕВН арену ќе ви дадеме едно убаво просторију, кој што ќе направите еден ваш модерен кол центар за кад дојде Кумановец куде вас да се осеќа дека дошли на нормално место, а не да се стискаме око сега едно сопче 2 на 2 куде што ги е ЕВН. Добро, сега реновирав они. Реновирав, касни. Нели они као корпорација што прво ќе каже? У програму за овој година не сме ми предвиделе средства за таква нешто. Али у ниедно предузеќе не цвета цвеќе, како што рече еден бивш директор на водовод. Така е. Пошто не сме предвиделе за тој годину средства, тога ќе седне в Кумановски урбанизам, комунално, па ќе викнеме и некого од МВР и ќе кажеме за овие наши модерни колонизатори више нема дозволи за прекоп. Кога ќе ви појде екипа да сечете, нема да имате полициска асистенција. Ке се јави сами, што се дешава, нема дозволи, нема ништо. Еве ставимо ве у програму да идемо се едно убаво ЕВН арена. Епа другари, тој беше понуда прошли пат. Сега имамо еден базен. Одма до тој ЕВН арена што ќе го направите, имамо проблем со грејење, голема ни е струја, сметка. Сега ќе ни бидете спонзори на пливачки клубови на сам базен Куманово. Напредак на Африку е само за тој што дојде една здрава, нова генерација која што вика доста на колонизација, ми сега можеме сами. Научимо, видимо што правите, како правите, имамо доволно квалитет, сами се ги идемо дали. И не само што со туристички атракции, него веќе почињува да бидев и економски сили. Така да, еве, африканци овакви на фери, мислам дека можеме многу да учиме од нив. Да, за џабе не те прашуju, одма тоа е прво прашање. Под чиви ингеренcije, меѓутим спада тоа, под чиви ингеренcije, викаш убаво, да имам ја, како се изрази, да имам моќ или да имам власт. Под чиви ингеренcije спада уопште идеја да се предложи такво нешто со снаду, нели, дека ќе се реализира? Апсолутно, значи прво може да почне од градоначалника, може да почне од министри у Владо Кумановци,
Може да почне, може и од премиера Куманов, кој би, стварно покажа дека го сака овој град. Може да почне од свако обично граѓање кој што ќе застане пред Девана и ќе каже доста претерасте. Дајте барем спортски клубови ги спонзорирајте, деца. Купите дресови, шорцеви, нешто да имаме од вас. Не важи само за Евана, куде е А1, Телеком и сите остали. У Африку више га нема овој аспект. Направива еден иреверзибилен процес. Национализирава. Тој го почнасва још кад се појави проблем со воду. Апсолутно. Со воду. Ти како бивши директор на водовод, не цветаше цвеќе у ваше предузеќе, ама процветали. У какво стање го остави? Знаем у какво стање го затече водовод, у какво стање го остави. Имајќи предвид какви дугови беа наследени. Значи, не е могало, не знам што да се подобри. Многу битно за мене лично е што луѓе почнава да се смеев таму, да имав редовни плате. Значи, ја каде дојде нема здравствено и социјално осигурување, тоа што касне са 2 плати. У моментот кад се отиде у септември месец беше исплатена септемвриска плата. Дечко што дојде после мене, Оливер, може да ви каже дека еден од најпоштени ликови што ги познавам ја у град. Чесен човек, спреман, исто и стручен, али многу проблеми наследени. И пратуга фантастично се бори. Свака му част. И прошли пут се видемо и беше многу интересантно, вика бе направиме голем проблем. Што сме се направија проблем бе Цобра, наш Цобра познат, вика бе не може у кафану да отиду с гости. Нема репрезентација од твое време, доваѓа гости, сви се чудив, неќе да не води овој кафан. Нема шофер, нема ништо, диро пешки, иде, још па с рукавицу куче, шета, па све изчисти позади себе. Како ствараш ли га, колко време ти требаше да го створиш тој имидж? Не имидж, тоа е природно. Знаеш, ми сви збориме нешто дека стварамо. Од дење што е толку чудно. Кој ме сваќа, кој не ме сваќа. Сви збориме дека е нешто загадено и така дали. Мисло дека имаше ти едну акцију пием честичке пред неколку години. Ја како единка, што може да направи да не биде загаден? Да не користи возил. Зар јавен бесплатен превоз не користиш? Не. Не, затоа што навика ми е да оду пешки. А колку е тоа добра мерка за да помогнемо? Јавен превоз. Апсолутно. Апсолутно, само што мора да се надогради. У кој смисло се надогради? Прво да направиме смарт табле на сваку постројку, на свак автобус да ставиме GPS и едноставно да следиме куде и што иде свак автобус. Значи, да не мора да трчиш, пред тебе имаш га автобус, сакче пројде линија и така дали. Боже, Диро. Дали... Луѓе што оставljав, не ga користи више стар фрижидер надвор. Знаеш го тој? Оставив ga надвор и ако сакав да ga поклонив, некој да си ga земе. Нели? И ако е без паре, никој не ga зима. Ако се стави цена од 50 евра, одма се украде. Апсолутно. Смарт табле. Апсолутно. А зашто све мислимо дека Куманово ништо не може да успее? Не сакам, најмалку сакам да може да збору за мене. Значи, обезбедимо поснамо скромно. 300.000 евра донација од швајцарска амбасада, збору за водовод. После тој обезбедимо 1.870.000 за смарт водомери. Обезбедимо после 4,5 милиона евра за реконструкцiju на канализационну мрежу Куманово. Бе може, ама треба да работи тим. Единка не може. Ми мора да се научиме да работиме како тим. На спортски план ќе ти кажу за да биде многу појасно за сви што ќе слуша. Само кажи ми, пошто ми е прво учество на оваков подкаст, треба ли сега да кажу сабскрајбните, не пратите, не го знам цело релација. Кажи, лајкните, сабскрајбните. Ајде, добар дан. Здраво, живо. Што ќе пием? Заиграсте се ви, а? Покушаваме. Сега за се играте само црно-бело, а? После ќе го ставljamo у боју, а? Види, црно има све, а бело и превише. И заедно со идеален пар. Не, ово е моје, него на Коко Шанел, чисто да знаеш, тако е да изберен и прави бој. На скупо ударам одма. Што ќе пиемо? Па за мене нес, пошто друго од кафиња нит сум пија, нит сум пробајал. Вода? Нес.
вода, кажат ти прегаска кад се пие исклучиво истечена, значи не првоток, за да заврти водомер, за има и за дечки од водовод нешто. Готово, ти кажеш сега? Да, За вас? може и за мене едно кафе, какво ми направите, такво ке пију. Какво Ви правите кафе? најубаво кафе Мес и вода. и вода. Това Готово. не. Вода Меса и обавезно, вода обавезно. Да. Да. Вода и за тебе чисто, ако веќе има наречен. Може за мен, чекай за мене да го запишам. Мада зборисмо за Африку, не сме тамо многу. Значи, 3 води и 2 кафиња. Работу с воду, да, 3 води и 2 кафе. Овој, што овој да не си гробар? Па црно-бело, или не? Не, партизановец. Кад веќе прашуваш чисто да знаеш, навивање за партизана е филозофски поглед на свет, начин на живот. Поздрав од Елија. А сви тие мане, ја ги луѓе прифаќам с нени мане, да знаеш. Што значи тој надпартиски кандидат? Рачна го малце Ташевски, мислу, у задњу на Куманово Њуз. Емил Crazy North, да. Емил че го рачна нешто работу и сега било би потпуно неприродно од моја страна да се правимо на тошо и да не те прашам. Колку си свесен дека колку луѓе знаев дека алудираше на тебе, он. Таква е перцепција на луѓе. Многу драг другар ми, нормално дека луѓе ќе помислат дека на мене алудира, не. Да. Иако ја тој доживува како еден релативно млад човек доживува како би сакае да изгледа лик на некој што ќе го води овој град. Еве, препознале ме свите мене, јас сум сигурен дека у Куманово има многу луѓе кои што може да се препознае во оно што го црта Емил во тој колумн. Само кад го пишува Емил, слушамо си телефонски, он направи паралелно још едно. Да? У кој што колумно... Таа е вајда необјавена. Необјавена. У кој што колумно одма прашува зашто. Кад и да зазбориме или напишеме за некого у Куманово, одма почна да се плюка по него. Никако да дојдев на ред да напишев нешто луѓе што го може да познавав. Ишле у школу с него, играле фудбал с него, били у театар, ишле на утакмице. Од време кад те викале директоре у Кочарација. Баш такој. Па и после. Да. Кад си даја плату, редовно. Нон-стоп сакаме нешто да испликам. Има една психолошка теорија која што вика дека желја порив на луѓе да мрзив е многу поголема од желја да сакав. И еве докажуваме го свакодневното. А стварно не ми јасно зашто. Али докажува се буквално свак дан. Можда тоа што смо многу години лжани и не веруваме дека може да има нешто другачи. А и како народ увек кад се појави нешто ново, ми се згрчимо, собереме се, тој не е генски. Многу војска проваѓало дека многу зулум имало и штом се чуе за нешто ново, они луѓе помислат, па еве ги паовија војници овакви, онакви, и скрие се. Прво се скриле по фамилија, по села, по мале и останало на генски да се крием. Неверојатна работа. Не би кажала дека си нов на политичко сцена во тој смислу. Али некако дозволи ми да примету дека ради начин, ради стил на живот, ради идеологију на крај крајва, без обзир колку е још увек социјалдемократска или не, колку се е променила меѓу време, jer менјав се текови светски, како да одлучи да си па не у сенку. Не можеш да бидеш у сенку ако си директор на јавно предузеќе. Без обзир дали цвета цвеќе или... За жал. Али немамо утисак дека сакаш да се наметнеш, нити па дека сакаш да разговараш уопште за тој колку си расположен да се упуштиш у некои битке. И колку су тој битке, а колку су тој борбе. Уствари. Ајде да почнемо спомнамо, нели, социјалдемократију, идеологију, многу елементи стави на стол, беш како што го редим овој пазл, па еве да покушам да одговору на дел од све овој, зашто мислам дека ако треба на све да одговору, многу време ќе ни треба. Ајде да почнемо прво од идеологију. Идеологију го намерно тргнава на страна. Знаеш зашто? Затоа што у идеологија има еден сегмент кој што се вика морал.
Има ли? Апсолутно. Намерно е тргната идеологија затоа што ако има морал, не може да се прави овој што се прави. Штом га тргнемо морал, с него одма уиздел сидев и морални, и етички вредности, и остане една гола суштина. Знаеш што се деси у сваку партију после пораз? Повикуев на единство. А с кога да се направи единство? С оние што направиле лом и на државно и на локално ниво? С оние што знаемо дека улегнале у приче за богатење? Не, може да имаме единство по питање зашто 100 деца годишно ни се сели од Куманово. Ни едно друго единство не може да повикуваме. Ни на етно начин, ни на партиски начин. Значи, прво го уништимо идеологија. Дале, у претходен период збору за социјалдемократија, она побегна од основа. Значи, антифашизам почнама да го живимо површно, фразеолошки, салонски. Почна да се славив водице, ја ги укина и затоа ми се силно љутива, бева спектакли. Дојдев авторитети партиски, да не употребат друг збор, и луѓе од водовод треба да ги служив, да ги творив, затоа што еве водовод, славија водици, они се појавуваев. Парада пијанства и кича. Почнамо да славив Божич. Знаеш, и да не кажу што ти не, религија е лично чувство. И има куде може. У партију која што вика дека е наследник на комунисти, нешто друго ќе се слави. Еве ја што би славија? Значи на свак 15... Па не би валјда 29 новембар? Не. И можемо и на тој тема. Значи, на 15 мај, Куманово има 8 народни херои. Не знам дали си знала. Он имав потомство. О, затоа ли ми поклони книгу Осмица од Румена Божар? Не, ради кинеско ринг. Значи, 8 народни херои кои што имав потомство. Права социјалдемократија. Ке ги најде нини унуци, деца. Ке ги повика да дојде за жалу комитет, пошто тамо функционирав. Ке ги даде слики на тие луѓе и ке се направи еден марш од комитет до спомен Костурницу. Ја би до мен колипама не може да издржи. И да се најде човек кој што на тие деца, пошто они ке ги повикав и нини другарчи, да ги објасни како нини прабаби и прадедовци на 18-19 години, ради идеологија, верувам, ради ништо друго, улегнале у тоа што улегнале. У битку с веле сил. Ми побегнамо од тој и још еден сегмент зашто побегнамо. Затоа што дојдева луѓе кои што имав повеќе духовници него пријатели и другари. Ја викам, не веруј Бога, живи га Бога. А они наостали, може да ги најдеш свите и с извинување и светци и ови остали, но не може да најдеш ни едну звезду. Не може да најдеш ни едну петокраку. Има вдека некое здружение на почитувачи на ликот и делото на борците и така дали и така дали. И? Прави се мурал на Карпоша, на капу го нема звезда петокрака. Ало бе луѓе. Бе не го фалсификујте историја. Карпош е бил партизан. Он мора. Нема звезда петокрака. Апсолутно. Партизановац вика нема звезда петокрака. Знаеш ли, Ова е сечена, ова не. Знаеш ли која е најуспешна акција на Стару Озну, односно Удбу у Стара Југославија? Не. Да ги натера Срби да навива за екипу која што се вика Црвена звезда. Пошто они тврде сванели дека су за краља и за отачбину, а звезду носи партизани. И дојде в Озна и вика, сек ќе ги продадемо приказку, какви четници, какви глупости вика навивате за Црвена звезда. И направи вшему и веќинска Србија, која што од едну страну вика дека су за краља и за отечбину, навива за Црвена звезда. Свака ги част. И на Ранковиќа, и на Крцуна, кој што го основаат звезда, иначе го утепаат Дража Михайловиќа, да имаш информација. Пази која е интересантна работа. Ми смо Велико Срби, а утепале смо го најголемога воѓу на Велико Срби, Дража Михайловиќа. Проблем. Чудна приказка. Чудна. Може да заебава да го прашам, он има такој елементи за ново историја, ке кажеш како е. Кога? Ти го прашуваш. Зокита. Немојте со тие имиња, убаво имаш ти. Кажи ми нешто за тебе, горе ме прашувам, кој е гост? Ми викам, овој еден дечко дир. Што работиш? Од куде си? Чии си? Тој
прашање кое што као дете ми многу сметаше, кога ќе те праша во куќу, чив си ти? Или мој кога ќе праша со некој дете, чив си ти? Да носиш После, го знаеш, тој бреме на плеќе директорско дете. После Знаеш, пројде... од тој генерација е, директорско дете. За ништо не се замучија у живот. Да. Знаеш, носи го тој бреме, Не, малце. апсолутно не. Апсолутно не. Еве ќе ти кажам зашто не. Мој дедо е бил џубриџија. А баба ми, од таткова ми страна, е била најамна радничка у Полиња и работеше и на полка. Значи, земеш ниву, пола работиш за тебе, пола работиш за гасто. Откуде мајко ми, дедо ми е бија самарџија и има смо баш чукарчи спортску салу која што се работеше, а баба ми е била домаќинка. Така да ја апсолутно немам никакво бреме на директорско дете или на ништо слично. Рачунам се како едно сасвим нормален, нели, млад човек на време, пошто нели мислиш дека носу бреме, и сега горе доле, колку толку остварена личност. Така да те дел директорско дете апсолутно не ми е сметај. Нити А ти што у работиш? школу. Јас сум моментално помошник раководител у сектор урбанизам при општина Куманово и ингеренција сум и моментално водење ред за слободни денови, сати и такви работи на вработени. Зашто? Значи сите сакав тебе. Апсолутно. Дали апсолутно, може да апсолутно. кажемо, како се вика тој од коња кад паднеш на магаре? Значи, таква е перцепција на кумановци. Значи, бија Ама не директор е на код водовод. маја, дедо му е бија самарџија, таман си е на место. Таман си е на место, да. Ама, кад збориме за какви су људи, што викаш у Куманово, и како не те познавав, а зборив. Али имав право политички да ги коментирав Не, одлуке на тога што те поставија. Еве, пошто кажав Дали ово е од коња на магаре Дали устави? ти требаш не, нешто да го оставу? Прво, Имаш нешто сакате? Треба ли нешто? Може Не, шикери, да. имамо, све имамо. воду еш едно донеси, само нели да испоштуеме се како што треба, нека се точи вода. Ај бокал. Бокал обичен. Да. Значи прво, Нели тако се јас сам, третира? да, дефинитивно. Јас сам искочи од директорско место. Значи сам кажа, окей, од мене толку, Ма ретко идемо Тој даје. го знае тоа. Твои изјаве су, не би кажала дека су штури, меѓутоа ретко се дешавав у јавност, у медиуми, кумановски бар. Апсолутно. Нели? Значи, јас Покушале сам да те искочи- гуглав некои деца помлади, не могале ништо да најдев за тебе, вика за нешто се спрема, што која му е сега функција, што е бија, познате како директор, нема афере. Значи, битна ги е тај Да, во време у кое што на има луѓе, очигледно. у време у кое Види. што живим и у време у кое што ти ga замислуваш Куманово со смарт табле на автобуски постројке. Не само стои. Меѓу другото. Меѓу друго. Меѓу Ја би друго. сакаја да имамо Куманово кој што не ради мене, него стварно ке е основа пешак. Па би сакаја деца да ги направиме можност с точкови да доваѓа во школа. Пред сваку школу да наредиме од 20 места за паркирање на точкови, општина да дава субвенција за купување на точкови. Кој данас се работи комплет изместила. Ми порано уче смо од постари, сега гледа постари ќе треба да учи во деца. Ке мора да направиме омасовување на потребу да се оди пешки и да се вози точка. Ако ги деца натерамо да живи в такој, многу ќе ни е полако родители да го прифати. Веруј ми, кој нас су комплетно ревизибилни процеси. Така да не га замислувам Куманово само на тој начин. Апсолутно веќе. Верују, али да се вратимо на идеологија. Да. Не може борба, свака борба, нарочито политички, идеолошка, без обзир дали е социјалдемократска или не, како го ти перцепираш или каква и да е. Уосталом, и републиканци више у Америку, нели, повише идев некуде демократи. Апсолутно. Зашто су тотално ненормални. А, нели, левичари и десничари, променисва ги и они. Струе, и куде нима се појависва фракције, десничари па биднава, сега ги викав популисти. Али, без обзир на тоа што се дешава тамо, ми не можемо увек да го пресликуемо политичку атмосферу, климу и социјалдемократију од... Не постои више Ангела Меркел. Апсолутно. Не постои више Титови леви сили. Сакаше да кажу дека борба идеолошка се претвори у борбу за декор на саму борбу. Апсолутно. Ми од сваку Апсолутно. борбу правимо спектакл. Место да се боримо за духовни аспекти,
Бог е љубов, љубов е Бог. Колку и да Апсолутно. Апсолутно. не збору за лични духовни аспекти од позицију на Кумановку чистокрвну и на Кумановца чистокрвнога кој што треба да знае кои су тие духовни аспекти за борбу у сами нас. Ако тој не го постигнемо, ми ништо не смо постигнале. Али не те рчкам за социјалдемократију за џабе. Апсолутно. Постои мишљење каде Кумановци дека социјалдемократија побегна од левичарство. скрос. Мора да се најде начин да се врати. Еве, еден аспект. Овој што го збори за Евана и за сите други. Општо левица свугде у свет ги изгуби правац. Едно време искочи трети пут с Ентони Гиденс, Жак Аталита, значи Меркел што го зборише далеко од светој, али имаше кажи го ајде енглески премиер. Овој груп со такво косо... С такво косо. Исто продукт на трети пут. Значи уведела га трети пут со тоа што социјалдемократија од радничку класу почна и синдикати да тражи партнери у средњу класу. Ама овде каде нас го нема средња класа. Тој е целиот проблем. И за тој општо левица има проблем куде и што да се обрати. Едина основа. Значи повише си центрист по овај муабет. Едина основа каде што може левица да се врати е овдека антифашизам и јасно. Тој не е на нас база. Ако загребемо дале, имаме подоливоко, ќе имаме озбилен проблем. Антифашизам го спомнува актуелен градоначалник на Куманово. Како оперира он со тој вокабулар антифашистички? Твое лично мишљење? Види, многу лесно ga користи антифашизам затоа што е он продукт на СДС. Не може да се бегате. Борба пред 4 години негова независна кандидатура и СДС беше искрено борба на две дела на СДС, каде што се мислеше дека нема тоа исправни и неисправни, него едноставно да се види дали идеолошка некоја основа има на едну или на другу страна. Па затоа го и поддржа членство на СДС. Па не само членство, многу интересантно што сакале мите да прифатимо или не. И десничари. И десничари и еве градски залангури. Ловци, риболовци, баш онај градски голубари, да не ги забравам, ќе ми се налјути моја стара мала соколана. Да. Така да апсолутно застана, осетива га моментот. Не можеш Куманово да го држиш против себе и да идеш низ njega. Значи, ако го осетиш дух на овој град, нема да имаш проблем. Куманово уме да сака. Кој што сака и кој сака нека доживее. И сам сигурен дека сите вика ако се појави нешто исправно дали ќе го препознае, ќе го препознае. Уме да сака, ама уме и да флертуе. Апсолутно. Уме да флертуе. Куманово само се дух го изгуби. Али еве има луѓе кои што јас се надам дека ќе го врати. Духовни аспекти, затоа ги спомна духовни аспекти. И они су непроценливи у тој борбу што треба да го добиемо. Борба знаеш за систем. И за ред. Па борба се води против систем. Да, ама ми мора да се бориме прво за ред и систем. Затоа што ред и систем су ни цивилизацијска, културна и морална амбиција, изградена свест. И мора повишки од нас да го сакав за да може да функционира. Не може ред и систем да ни уведе преко право и политику, затоа што видимо кој е проценат на довербу и у политичари и у суд. Значи мора да почнеме од себе да се надоврши нови. Но прво ни е потребна наша внатрешна морална, ментална, културна, политичка револуција внатрешна каде нас свакога, за да можеме да идеме дали. Многу тешко ни иде затоа што сме соочени с екзистенционални проблеми. Основни. Проблем е како да го направиме првиот корак. Мора Како да го направиме одиро прв коракот се све сведува на кој ќе биде, сак најактуелно знаеш и ти си сам свесен што е кои кандидати ќе ги избаци ВМРО, кои СДСМ, кој ќе биде независен кандидат. Односно, тога независнога, како ќе се договорив да го изгласав, да го поддржив и тие. Интересираме, кад по твое мишљење политика се претвори у чист бизнис? Ја можам само да збору за леву страна. Десно доволно не го познавам. Иначе, кад се претвори у чист бизнис, од само самостојување. Ова е лично моја теорија, не мора никој да го поддржи. Тој го и тражу. Мислам дека основно грешко дека го направимо од 91 годину,
кад на избори победи Љупчо Георгиевски. Љупчо Георгиевски 91-во, не знам зашто, многу читам, ама не сакам, пошто немам доволно подаци, не направи владу. У целу Источна Европа, свите наследници на комунисти паднава од власта, свугде у Источна Европа. Да, десница доби на тежина. Десница доби. Љупчо Георгиевски одека доби на власт, ке сменеше буквално све директори, потрчковци и све остало што можеше да смени. И на леву страна, тага лева страна беше само СКМ, ПДП, па после се етаблирава како СДСМ, ке остварнества стварно луѓи кои што идеолошки припадав таму. Пошто Љупчо Георгиевски ги остави наследници на комунизам да направи владу. Тамо се собра све оној што сакаше да дојде до брзо богатење и до бизнис. Немаше идеологија. Тргна си идеологија на страна. Значи нас од почеток не Ми бива од уствари. почеток го сгрешимо работа. После тој доваѓа Љупчо со екипу која што виде што направиве 6 години. Пример, ајмо од почеток, сак смо ми мало гладни. И едноставно се вртимо у круг. И пак се вратува на почеток. И таму идеологија се изгуби. Ради елемент морал. Па затоа се збори за знаеш што го луѓе надпартиски сака власт? кандидат. Ради моќ. Моќ да решава за твоју судбину, моќ да решава за моју работу, моќ да решава што и како ќе се дешава. А луѓе кои што се на власт ги поддржував под лизерковци, давав ги снагу лопови и увек се за нима идиоти. И не сам ја Меша Селимовиќ, утврдја го чисто. Да, свати одма кој е, ама има и уште едно друго што го прочита, беше го објавија наш глумац Ивица Димитриевиќ на Фејсбук како цитат од некој писателку за мене непознато, али доста добро, не само што звучи, него и тако е. Вика, зашто се луѓи, нарочито таму каде што е изразена тај борба левица и десница и кои што луѓе се обседнати од политички флуктуации на исклучиво на лево или исклучиво на десно. Вика, постои лопови, нели, кои сакав да ти украдев ташњу, злато, паре. Како се ми боримо против нима, нели? Трудимо се да се заштитимо на свак начин, да ги пријавимо, да идемо по нима, да ни ги врати. Постои и политички лопови кои што ни го загрозуе в будуćност. Тоа е криминал на бели јакне, кој што е многу тешко да. Криминал на бели јакне, управо тој сакаше да кажува, нели, кравата лопови со кравати. И вика, против овие први се боримо, а против овие други се боримо меѓу себе да се докажемо кој е поголем лопов. Према тој држи тој што викаш за бизнис, за политика, уствари бизнис искочи лоповлак. Буквално. Знаеш една разлика меѓу левицу и десницу? Десница. Не го знам више разлика. Многу едноставно. Па зелени, Десница, па глобалисти, па лудаци. Десница углавном се игра с страв. Страх од луѓе. Затоа што страв многу мобилизира и многу обединува. А левица иде с надежи. И знаеш што, кад ти страх побегна од контрол, деси се многу незгодни работи. Кад ти надежи не ти се оствари, изгубиш ги избори углавно. Да, углавно се изгуби, али ако ние стравови с кои што игра десница, ќе дојде во овие, ќе ни направи овој, ќе ни направи оној. Знаеш како викав, тој што осеќаш, тој и привлечуваш. Тој што замишлиш, тој и прачиш. Универзум ги прачаш тие поруки и порука и се универзум се само надоврже на тие поруки. Апсолутно. Да. Луѓе у наши године чула сам дека опрезно улазав у две работи, у љубов и у политички комбинации. Кад се каже политички комбинации на ниво на Куманово, на што те прво асоцира? Прво ме асоцира на политички комбинаторики. Комбинаторики, само тоа сега. Значи, собрава се екипа која што мисли дека се авторитети и ајде да видимо ми како авторитети кога да поддржимо, кога да исправимо пред нас, па преко njega да пробамо некои наши интереси да оствариме. А кога да зафркнемо? Па увек највише искочи зафркнати, тоа е целиот проблем. Слашиш ти се од тој дека ќе бидеш зафркнат. Зашто слушам комбинаторики, а и
Сакаш да биду, смем да биду искрена? Наискрена никој другаче. Знам дека преферираш искрен разговор, а и да не преферираш, ја ќе ти кажу дека со двојца бивши градоначалници збори за некои политички комбинаторике, еден е против тебе, еден е за тебе. Тој га некако увек то знаев Кумановци. И тие комбинаторике не ме нервирав. Али мислиш ли дека су природни? Не. И кој мислиш дека те поддржава, кој мислиш дека, јер сигурно си свесен на такво нешто? Апсолутно. Значи, с ниедного од двица бивши градоначалници кои што ги спомнуваш не сум првиот мовет. Еден од нива ми е сват. За тебе. Па да, они прави за мене и драго ми е. Ја го мислам дека треба да е обратно. Еден од нива е 13 години на власт и за njega може само да кажу дека е невиден интелект. Као доктор на времето савршен и може ти кажа дека за njega свашта зборив, ја тврдо дека негово најголемо богатство су негови деца. Овој другиот ми е сват, исто го поштуju, сестра ми, нели, оддадена буквално тој фамилију, и ја би за двојцата завршија тој може. Знаеш, јас знам кој е за мене, кој е против мене. Ке пресече ли Филипче? Ја не сум не дошao до Филипче. Значи, све ово што го збориш... Ја си дошиш, ти не си ни свесен до куде си дошија. Апсолутно. За тој те вика да ти кажу, свесен ли си? Свесен си. Превише си скромен. Дали на Куманово му треба политичар кој е толку скромен? Или одедам пути ти и ишја пешки, па после битна градоначалник, шофер. Жалосно е ако у град како Куманово биднеш градоначалник само затоа што си ише пешки. Многу работа фали, нешто здраво, нешто не е у реду куде нас. Имидж. Не имидж, тоа е начин на функционирање, објаснити. Како? Ама тој мора да се смени. Мора да се смени тој после. Зашто да мора да се смени, кажи? Налага функцијата, сама налага такво нешто. Еве, бија сум на функција. Еве, еден друг елемент, да не испадне за мене збору. Пред да дојде у Куманово, јас сум 10 години работеа у Космофон. 2012 сум прогласен за радника на година у Космофон. Не директора, не шефа, радника на година. Апсолутно не ми е проблем. Ја дојде у Водовод како исто ово што го збориш, не партиско решење. Затоа што отиде каде едну драго на мене господју, која што беше у тој време нели у СДС, и која што вика: Горане, дали ти интересира такво нешто? Викам не. А дали ти мислиш дека имаш некој дук према овој град? Викам, зашто би имаја дук овој према град и према овој партија? Па затоа што може да у период на транзиција, за разлика од голем дел на луѓе у овој град, ти си имаја релативно убав живот, имајќи предвид дека татко ти бија дел од тој партија и ради тој си имаја или некои привилегии. Ја у тој период не е скромност возеше југо и на тој мој југо па поло Куманово се научи да вози. Али начин, приступ на кој што ми ја кажа, тоа едноставно ме натера да размислам. Викам, у реду, иду од позиција на радника на година, 2 пута поголемо плату и да не кажу какви привилегии, у Водовод за 2 пут помалу плату и сви проблеми кои што иде. Ама едноставно ме дирна у оној момент дека ипак има нешто идеолошко и морално. Дужен си? И сега ли го осеќаш тој како дук? Или како предизвик? Повеќе предизвик. Дугуеш му. Твој интелект. Значи, дужен си на Куманово дека дадеш у пун капацитет твој интелект. Има еден услов, а тоа е да има тим. Ја прифаќам да погрешам под мои услови и на мој начин, не по туѓи услови, а не се плаши од грешки. Свак што работи греши. Ке ти кажа од еден много едноставно мислам дека почнам. Мислам дека си човек дека ако се осети крив за било што, него автоматски кривицу на други пренаса како одговорен си. Види, кривица, односно грех кај нас постои исконски. Ке се вратиме од почеток. Библија е напишана на 3 јазика. Нели, хебрејски, грчки, арбрејски. Пакта, халматија, односно јатх, е првичниот израз на овие 3 јазика за гре. Митно кој мислам, односно тој е израз за пропуштену шансу.
за неостварен cilj. Значи, ми од старт ги имamo неостварен cilj. Знаеш кој ден е старт? Со само раѓање. Затоа што само раѓање го правимо без ми да сакам. Првичниот грев, барем ја го тако читам Библија, е наше раѓање. И го носимо цело време. Односно грешко, нели, грешката. Така да, апсолутно ја од грешко не се плашам. Тоа е уродено куде нас. Али ми треба тим. На спортски план ќе ти кажу зашто тим. Скептик си, дека можеш уствари да направиш тим. Ја би била скептик да сум на твое место. Апсолутно. Да. Ма за да направам тим, јас сакам да имам одвржени руки. Враќам те на политичко комбинаторико. Еве, сега преслободно, кога би ја сакајал мој тим? Еве, ќе спомну едно име. Прекрасен човек, нека извини што го спомнува, рецимо, сакаја би го Југослава Спасича, професора по физичко образование у Крсте, посветен на деца, с многу проекти за деца, креативен, остварен човек. Значи, нас не треба луѓе кои што се остварени. Ако најду такви луѓе како njega, има ги овој град кои што би сакале да го облече в тој тесно одело што ќе мора да се облече, јас сум спремен за битку. Ама не сам. Не дека ме стран мене, него стварно сакам тим. Меси, кад играше у Барселону, беше најбољи играч на свет. Отиде да игра за Аргентину, не може да се пласира на светско првенство. Да. Ама до Месите у Барселону, Чави, Инеста, Валдес, тим. Ми мора да се научиме дека мора да работиме како тим. Биди тим лидер. Ја обожавам индивидуалци и сакам со силни индивидуалци да се дружу, ама сакам да покушам да се уклопив во тим. Викаш тим лидер, да, може, знаеш што е разлика тим лидер бос. Има една многу убава перцепција. Четворица влечев кочију, бос е одозгоре. А лидер е прв напред што го влече кочију. На нас не треба такав систем. Па ја не познавам друго лидерство. Тоа е право разбираме лидерство. Да, разбирамо се. Едно прашање, може, све имате го што треба, има још воду, премислимо го, још тече, истечуе, А нормално. нека врти сач. Кој сектор у општина Куманово работи најдобро, според тебе? Општина Куманов добро работи. Не е овој политички, стварно едноставно е град огромен, с многу проблеми, наследени и што се ствара, така да у момент овој што ги имаме, веруваме дека добро се работи. А нормално најдобро работи сектор за урбанизам, кој што са моментално. Бро. Кој сектор би го прво еве поправија кога би бил градоначелник? Куде би прво почнаа да фрлјаш ѓубре? Освен у реку. Освен у реку. Немој реку. Никако реку. Нешто прво не ми мора многу похрабро сами да ги погледнеме работите, за да ги кажеме куде и што. Еве, моментално се ѓубри има страшен проблем. А едну овакву перспективу што може да не сте угледали. Просечна сметка за ѓубри у Куманово е 10 евра. 600 денара. Тако е. За 10 евра у централно градско подручје треба камион да дојде 8 пута месечно. Да, 2 пута неделно иде. 2 пута неделно. Кај ќе го направиме математику, гориво, амортизација и све остало, цена е прениска. Сакале ми тоа си го признаеме или не? Ама ако се качи цена, очи ќе се вади во цена, падаш од глас, нема да се гласа. Ти си лош. Свако чудо за 3 дена. Дали ако се качи цена ќе се подобри услуга? Не, ако се качи цена, Сега се оваа екипа што ќе се постави в услови правила на игру. Ми ги немаме правила на игру. Така е, значи не е до цена. Не е до цена. Цена е само еден сегмент. Кажу, нели, свака медалја има две страни. Ајде и овој да го погледнемо, а да го погледнемо оној. Ја кад би бија, ја буквално ќе распишу конкурси за менаџери на предпријатија. А нели се прави тако до сега? Како е до сега? Нормално е да се прави тако до сега, ма се знае кој ќе биде. Овој пат нема да се знае кој ќе биде. У управни одбори седи в партиски људи. А има закон кој што вика кој и зашто може да седи управен одбор. Не ги почитуваме. Јас сум у национално установи и ја поима некој мој управен одбор. Да разбираш? Јасно ми. Да. А управни одбори се оние што треба да ги води предпријатие, не менаџери, свати. Само кога нас е све изместено. И нешто ме страх. И да распишеме конкурси за тие менаџерски места кој ќе сака се прифати.
А имamo се многу нафати, да. успешни луѓе. Но ја многу сакам, имamo, пази, двојца кумановци, тој со Саша Трифуновски и Наташа Мехмедовиќ, кои што учествуваа во прво трансплантација во Македонија. Имamo го еднога, мора да го спомнам, Лазо Тодоровиќа, доктора, кој што нема на кога кумановца не му се јавија за било какву потребу за негово дете. Имamo еднога Сашата Салтира, кој што е 10 години директор у ЕВН, нека извини некој што ако нема да го спомнам, а стварно има многу успешни луѓе. Имamo луѓе... Имаш ли ти енергiju, снагу, силу да ги собереш тие луѓе во екипа? Апсолутно. И не само ним. Ми мора да се завртиме и према сектор кумановски бизнис. Ми имamo многу озбилни фирми. Ама стварно многу озбилни фирми. Еве, погледни ги у 15 најуспешни фирми у Македонија, ми имamo 5 кумановски. Па дај да ги викнемо тие луѓе за некои искуства. Да, овамо е партизирано, овамо имamo корупција, овамо имamo културу на клиентилизам, која што мора да се укине и мора да ни се помогне. И, знаеш, кој да биде следеќи градоначалник, мора да прифати дека може да он треба да биде прелазно решение меѓу оној што смо го имале до сега и оној што треба да дојде. Мора и у град да дојде менаџер да пробамо од ту бранш. Тие луѓе ако се успешни, дај да покушамо нин успех да го препишчев и овдека у Куманово. Ќе ги замолим. Знам дека кумановци у старт кидаме против, ама дај да видиме. Ја би сакаја да виду, пошто читам фантастични приходи на тие луѓе. Значи они се успешни. Никој на нива тој не им го дава. Не се ни вржани с некои партиски па да кажеш, еве тендери ги давам, они успева. Стварно имам успешен бизнис кој што мора да го прашаме, да го прашамо, да го замолиме луѓе, дај помогнете кога се води овој град. Дали бизнисмени од Куманово, тие големи да кажемо, мислиш дека доволно давав, како се вика, пробоно, општо народно, дали помага, дали град га помагав? Па ја мислам дека помагав. Мислам дека општествена одговорност постои Како е кај тие општествена луѓе. одговорност, да. Али на начин на кој што ги е приступено, стварно не знам. Дали може искрено да се приступи. Знаеш, Кој отише од општина, ствари? Тоа е целото прашање. Тоа е целото прашање. Општина Куманово нема буџет за одржување на спортски клубови, за културни манифестации, И не сви треба што да има. треба да ги има. Ама треба да го работи тоа. Дај да покушамо со тие луѓе да кажеме, дај бе, кажите, ви го контролирате пару, бидите спонзори на овој фудбалски клуб, на овој кошаркашки, на деца, млади, на чисто души, купимо дресче, купимо мајцу, копачки, нешто, покажите одговорност. Дај, молува едно игралиште ни направите и покажите ни како се прави игралиште, тоа што ми очигледно киксамо на Кумановци. Молим? Кумановци, освестени ли су? Да, верувам дека се освестени. Да. Свестени. Сега едно анкету гледа, еве млади деца на кои што треба да се обраќамо, моментално ќе имав страшен проблем со ноќен живот. Сакав да живеев нормално да Куманово е сега Сега моментално немамо ништо куде би могале да отидев да се проведува, затоа што е нормално во овие години да Сега е лошо што они проведуев, ама не знаеме куде се. Тоа е целиот проблем. Дајте да направиме модус, нека има дискотека, нека има све што треба да има, да знаеме дека су таму. Овој да знаеме културни куде се. настани у Куманово, кажеме, кои су ти омилени? Види, Или кои ти фали? Од кој ти? беше последниот представо, ајде помогни ми девојка и Смрт. Смрти девојка. Да, смрти девојка, Да. фантастично. Мене што ми фали ми прави гитаријади. Знаеш, у Куманово на време у сваку гаражу имаше рок бенд. У сваку гаражу. Не може да го вратат тоа време. Али еве комитет. Нити може да го опишемо Нити на да го млади. опишемо што Нити е. представувам да се трудим. Ја од комитет би ги буквално груп збори истераја, замолија да се искочи сите политички партии. И сите тие просторија би ги даја на млади луѓе, еве, гледам гейминг, нонстоп нешто геймов. Да имав места каде што ќе имав пробе музички состави, каде што ќе живи, каде што креирам. Има една фантастична организација Мултикулти, прату го нивно работа, фантастични се луѓе. Дај да видиме дали тој може нешто може да ги дадеме да работи. Пионерски што правим? С пионерски што правиме. Пионерски смо заробени у правну регулативу. И па мора и да се улегне храбро да кажеме да бе Епа тоа, дали ќе чекамо по легитиман, регуларен пут да се решава, пошто тоа да се решава мора да се научиме да ги решаваме работа на институционален начин.
ама под услови институционален Да начин работи. да биде брз и да се работи. Институција да работи. Дефинитивно. Ако не треба да некој да искочи, како предевано што викаш што човек што треба да примам искочи. обед, многу тешко више да го натераш човека да искочи и да го види понудо страме дали ќе го препознае. Па дали со све секуманости сега пак ќе прашам? Свестуев се млади деца. Едно анкето гледа, знаеш дека сакав да учествував во креирање на будучиот градоначелник. И кад ги прашуеш дали сакате да е онлайн с вас видување преку социјални мрежи, не сакав директно да се види. Не дека сакамо да му кажем. И многу ми е драго ако почне да се... А имamo ли уопштено такав, како да кажу, телефон, канцеларiju, адресу каде што може да прати млади? Има одговоран за млади, ама стварно активности нема. Ама има 70 години, вајде. Не, помнат нема активности, не му ги знам, така да исто како да га нема. Воздушно поштрање. Дали ви требаш нешто? Не, не ви кажам, извини. Може да донесам одма? Да. Кој, ама како, ама не, многу си нервираш ме многу. Не би се кајам, пошто ми мене баш пријатно твое друштво. Многу ме нервираш затоа што како може, нели мислиш дека све се сведува на изборну на изборну програму, дали за градоначелника, дали уопште дали за локални, дали за национални избори, не е битно. Нели мислиш дека све се сведува на тој ќе го направиме Пионерски дом, ќе го направиме Соколану. Нигде нема овој ти што го збориш, конекција с млади. Нигде не постои кад би те избрале тебе за кандидата, нели, у предстојну трку у октомври. За татко на град тој ми е многу клише, да кажу. Многу ми е тој клише. Веројатно и на тебе. Ама, зар не мислиш дека ќе се отштампа таква некоја програма с обеќања? Не идемо толку далеко да ги викамо дека су луди радовања, до сега сви биле обеќања. Али тој би било клише. Ја тебе не те ставljам у такав калап. Колко тој што не ćeš да биде клише и разговараш за некои сасим други моменти градски и кажуваш едну сасим другу градску причу за тоа како Куманово треба да изгледа, ако ништо друго, откуде да почне да се менја, колко мислиш дека тој Кумановци ќе односно гласачко тело ќе го препознае? И дали мислиш дека анимозитет измеѓу оние што су скроз на лево, оние што су скроз на десно, оние што не веруе во тоа дека постои надпартиски или независен кандидат, како мислиш дека тој ќе се заврши? Едно по едно. Прво кој? Асфалтирање на улице, градење на канализација, водоводно мрежа е дел од работа на општина. Да. И затоа не се аплодира. Дали кога отидеш на банкомат, ставиш картицу и банкомат ти даде пари, му чукаш руки. Не, тој му е работа. Да. Тоа е дел од функционирање. Да. Работа. Ама тој пиар го врши работа. Нема потреба свако пуштање на Односно, улицу не го врши работа. да сечемо ленти, не знам што би. Тоа е дел од работа. Така е. Али ако ти наметнев? Не можев да наметнем. Работа е дали га ти тој сакаш или га не ичеш. Одлично. Работа е колку сакаш да искочиш од такво нешто. Може да ти наметнев да седиш у престижен ресторан, на мене ми поубаво во тната кудемусу. Не може никој да ми наметне. Добро. Така да, дали сакаш да го прифатиш е питање такво нешто. Јас с мој начин досег на живот сум прифатio дека не прифаќам. Јас с другари сам ишја с воз у Београд, не сам ишја авионски. Може да сам могаја, ами е било поубаво у воз. Па спиеш на клупе, па се враќаш назад, па едно тегло евар го носе с монатама, па го крие с мужбун да имamo и за назад, па забрави му кој жмун сме го ставили. Љут ли беше евар? Љут, нормално. Углавном губе сме каде сме, така да едно на друго се насобираше. Така да, тој момент околу клише, има кој ќе си го терате дел. Работа е да покушам овој нов дел да го ведем. Имамо визија. Луѓе, моја визија е приоритет да е пешак, велосипед, моја визија е покрај канте, да додадеме уште едно делче каде што ќе ги замолиме кумановци пластични чаше, флаши, да ги изгужвав и да ги оставив, да овие луѓе што се собирав, тоа се стварно социјално ранjivi категорија, не мора да чепрка по самиот контейнер, него еве тој ќе му ги оставиме да ги земеме. Може
ако покушаме, ми не ни покушуваме, имам утисак дека у старт кажам, не бива ништо. Ај ќе искочиме да гласаме ради реда, не бива ништо. Ајде, не знам, немам тие Facebook и такви нели социјални мрежи. Боле што немаш. Боле што немам. Мислам дека негде беше прочитај оно старо, Павло Куманова змии и магари. Не го прифаќам. Да. Не го прифаќам. Да, и ја го тој прочитав. Некој ми кажа, Вчера го прочитав. Па тоа е баш клише. знаеш што е промивана? Све оно што не го прифатиш обстане. Све што прифатиш има шанса да се промени и да се резорганизира. Нас не е многу тешко да прифатим. Затоа што за да нешто прифатим, мора прво натрешно да сакам. Ум да ни го прифати. Знаеш како вика Ајнштајн? Ум служи на суме како подобран. Служи на сврху само ако се отвори. Ми сме многу затворени. Не сакамо да се отвориме на нови идеи и да покушаме нешто ново. И затоа ми оној прашање презаска дали Куманов ќе го препознаат. За млади сум сигурен дека ќе го препознаат. Гледам ги околу мене, живу с нима, низ нима, преко нима, виду дека има страшни промени. Колку су гласачко тело млади, за кои млади зборим? За кои млади зборим? Колку су они гласачко тело? Негде читам дека 11% од избирачки списак. Значи луѓе што су на избирачки список у Македонија е јавна администрација. Апсолутно. Пута 3 или пута 4, значи за кој цифру збориме ми Види. и колка е администрација уствари подложна на И тој се менја. Ја ти гарантирам дека од тој јавна администрација барем 80% се едно пут гласале за СДСМ, едно пут за ВМРО. Не е тоа толку стриктно. Не е релевантно. Не е толку стриктно, значи да кажеш, овога е запостило ВМРО и сега он ке е стриктно за ВМРО или ова е запослено ДСДС, сум сигурно ке е за СДС. Менјав се и тие работи, гарантирам ти. Гледам ги луѓе околу мене. Слободно зборив, слободно разговарав, нема га те момент. Тој сум Што се сигурен. правимо с разочарани, Диро? Они су ми некако најзајебани меѓу нас, кажано. Разочарани. И од што су разочарани? Вика, па чак што више и бивши кандидат за градоначалник на СДСМ, Илиевски, негде беше напишано на социјални мрежи, да можу ја да кажу што се све дешавало кад беше у игру за градоначалника, ми смо тие разочарани. Од што? Од што не добиле повисоки функции? А зашто не каже? Зашто ми... Не само он. Би било сви други, окей. Значи, од што су разочарани у СДСМ? Од што не добиле повисоки функции? Од амбиција. Преголеми амбиција. Мислиш од неостварени амбиции? Неостварени амбиција. Едноставно, знаеш, партиски луѓе су многу затворени. Нека ти утисак дека су како оној причу, знаеш, имаш луѓе у окови, кои што су с грб завртени према пештеру, у пештеру има факели кои што горив и од оние што ги има стават тити, стават мити по пештеру, фрљав сенку на зид кој што ја карши нима. И они буквално цел живот су заточени, гледав у тој зид. И мислев дека е живот оние што ги гледав обриси од ватра што ги фрли у тој зид. Еден од нима земе и се ослободи. И искочи у оној пештеру, отиде надвор, гледа слънце, зажмури у почеток, ваздух нему јасно, види дека има нов свет. Врати се назад и на овие ги кажуе, ало, има нов свет. Они сви љути. Какав нов свет, дај враќај си овие окови, не си игре. Абе људи, има нов свет, има убаво надвор, слънце, знаете ли какво има? Рипне еден и с камен го удари у главу. И цел живот остане у окови, и мислев дека е живот онај сенка што го гледав напред. Тој е партискиот сегмент. Многу е битно низ живот дали ќе си туриста или ќе си путник. Туриста иде у групу, има воѓу, углавом е лењ, има го направено куде киди што киде. Путник има свој компас и свој мап. Сам бира куде киде, често си изгуби на места куде што е бие. Путник увек знае куде е, овој никад не знае куде е. Ама кога се врати од пут, путник остане ист како што е бија и каде поши. Мислим туриста, а путник кој што лута и скита увек се врати променет. Затоа што е ослободен. Мора да се ослободим. Ама ослободуев се луѓе и с пари, jer турист може да биде парадајс турист, а путник е независен, он стави пари у джеп и иде до Африка. Многу е битно да сме путници у живот, не да сме туристи. Па, многу е битно. Партија су туристи.
Дајте да покушаме од партија да направиме путници, да ги ослободиме, да збориме, да кажем. Дали е Солун наш или Аснам наш е више нешто што го придемо. Знаеме кој куде сме. Дали? Да, сигурен сум. Ја имам еден куп пријатели у ВМРО, да кажеме, провинцијанци со кои што може фантастично да се разберу. Не ми е проблем. Били земаја некога од нема у тим свој? Еве, најотворено. Да. Прво да расчистимо, не сум ни кандидат. Да. Ако Тоа е расчистено. Ако ја Чуемо, шпекулира се, збори. Ја па дознала по природу, па гледам све што се, па слушам. Еве отворено, нели, ке се емитува, само да не му направи штету на некој. Ако ја биду Марко дечка што е директор на Куманово газ, стручен, спреман, способен, скромен, и дале ке е директор на Куманово газ. Ако е негова партија му дозволи. Не би Кад би ја бија директор, не, ево отворено кажи, може да ме држи за збор, кој мене збор светини. Ке правиш? Дојде градоначелник, одма меја директори на школе. Што е тоа? Види, ја би... Или да си ми ги извини. И исто прашање. Исто. Слично, уствари. Али не е трик прашање. Слободно. Не е уопште трик. Еве, крстија си ми ги деца, кум си ми. Јас сум квалифицирана и отвори се радно место, рецимо, у библиотеку. Не за директора. Библиотекар. 10 се пријавиле. Јас сум најквалификована од нима. А ти си ми кум. Што у тој случај? Тој никад не ми е било јасно. За кумство, за побратимство. Готово. Нели? Ајде од кој аспект ќе гледам? Ако е стварно квалитета и ако тие луѓе таму го прифаќа, ви го предлагам. Зашто да не го прифати? Има резултат. Ако ме види, нека ме растрне по социјални. Ми и како фамилија сме многу транспарентни и отворени. Еве, моја уина, не знам дали си прочитал, имаше еден статус каде што вика предавник. Многу сме отворени. Ја на тој план сум исто многу отворен. За кога вика предавник? За мене, затоа што сме како фамилија Ама уина не ти е фамилија. Транспарентни. Па добро, кум побратим исто е. Уина, стрина. Стрина, така е. Така да не е сото е фамилија. ќе ги биде на секи ги јасно. Значи, Извини, која ти е уина? па уина Цобе. Уина Цобе. На премиера бившега мојега драгога баба. Предавник за Па да, кажете, многу сме транспарентни, отворени, голема фамилија сме, така да апсолутно не би ни замериле ако кумаши нема да е директор или ако побратимка нема да е директор, кај ќе го решиме тој проблем лако. Така ли? Да. Да, и школе нема, не менјамо. Ако е некој квалитетен и добар, да нема менјам? што. Дали доваѓање на власт е менјање? Докаде ќе робуваме на тие стереотипи? Еве, ја не виду дека има проблем у гимназија. Кандидат фондак тебе. Не виду проблем у техничко школа. Стварно виду дека има резултати. Зашто да сменимо некој што има резултати? Едно ако сакам сам да си иде. Не го виду те се. Сака сам да си иде, да се утвара на движење, знам, затоа што од тамо потекнуе. Како ќе биде истретирано тој ако он остане? Ќе биде истретирано дека сменија бој. Ќе биде предавник, нели? Па тој момент како да го додоловиме. Тај квалитетни луѓе дека биде предавници. Не е никаков проблем. Прифаќам. И еве носу го на себе. Нека си издадев, али само сами себе. Апсолутно. Затоа што можев подоцно да си опростив сами на себе. Нема поголема издаја од кога си издадеш самога себе ради некои други моменти. И деводица. Фала. Ми смо до издају, до предају. До таму ли сте нас? Предавам се. Имам едно прашање около реко. Ајде. Ќе можемо ли воду, ако бидеш градоначелник, ако бидеш прво кандидат, ако бидеш градоначелник, да го пиемо како овој воду? Види, прво ајде да почнеме за кумановску воду. И како веќе спомнав, воду има еден друг многу побитен елемент за разговор. Ми мора више да размишляме за алтернативни извори. Значи, и брана Липково и брана Глажња не можеме више да ги ставиме како едини извор на воду на град Куманово. Од многу едноставен аспект. Изградена е комплетно водоводна мрежа, цело Липково и се спушта надоле према Рачиново. И тие луѓе таму исто ќе мора да го користи овој воду, која што моментално не е доволна само за Куманово, а замисли да мора цел тој крај, што е нормално да го пие тој воду. Така да ми мора у свак случај да размишljamo за алтернативни извори.
За воду за пиење. за водозапење. Кумановка река моментално немаме никаква индустрија. Ајде кажеме што од еден стварно индустријски град, кажеме што индустрија моментално има. Главно имаме тргови, и то успешно тргови, јаки фирми, а на индустрија никакво нема. Така да Кумановка река и не е толку загадена. Односно на што е било. Не знам дали се сеќаш, имаш и една вада после по другу страну на реку, во едно сасвим друго А Куманово. тој до Кожара работи за време. Ма тога е била загадена. Сега стварно не е толку загадена. Али е Ма не е далеко тоа хемиски што може да се загадена. пие. Хемиски не. Хемиски не. Пази, знаеш ли дека Скопје, Рашченин извор, у воду стављав само малце хлор, ништо друго. Кој нас се старали натриум, перманганат, калиум и што ти не, за да биде вода исправна за пење. Ми го неќемо скопску воду, а она е многу поприродна од наша вода. Наша вода е комплетно бактериолошко, физиолошки, како сакаш, исправна за пење. Али поприродна е нина вода, затоа што многу помалку хемија се ставја. Ќе преформулирам прашање, мои деца ќе доживоли да се бања во тој реку? Ја би многу се кај. Ја не сам ga видеа те момента, кажувале су ми за некој бања, официрска плажа, Плажа. што види, мора да расчистиме еден. Типување ова е. Мора да расчистиме еден момент. Урбано живење и здрава средина и овој зеленило што го наметнуемо не иде више заедно. Значи ми мора да најдеме паркови кои што ќе ги направиме и кои што ќе ги одржуваме. Ти имаш, еве, Дали тоа значи дека треба да се помиримо, дека река ќе остане не, слушаме. Ми толку имаме субстандардни места у Куманово кои што мора да најдеме начин кој ги реши. Земи го Карап мало, Местер мало. Луѓе не можев да направи више ни надградбо, ни доградбо, едно до друго. Ми мора храбро да улегнеме у тие процеси. Ама ќе седнеме с проектанти, ќе седнеме с архитекти кои што ќе дадат решение. Како што ќе се седне с луѓе кои што го разбирав проблематика. Архитект дава решение за одредени дел кој го има те што го е најмија архитект. Но архитекта ќе го најми општина за да даде можност за урбано живење. Еве ја го познавам Дивно Пешич, кој што е професорка на архитектонски факултет, иначе е у Шансов за центар у Скопје, Да. борат за зеленило и со нив има многу премено разговори. Ми зеленило мора да го најдемо на страну. Центар на град е за жал систем каде што зеленило не може да го тражи. Знаеш ако да би направија парк? Чорвенско чоше, сви сакав да прави зграде, Најубаво да. ја парче би тоа сега е. е паркче да има тоа. Ама за тоа треба мал милион припрем. Исто како што имам овие дупки што ги имам по градови, по град. Мора да најдеме начин. Али свите мали места, мали зелени оазе можеме да ги направиме со 1 до 2 клупичке и хортикултуру среден. Дали постои механизам уопштено преку кој се гледав потребе на граѓани? Апсолутно. Кој е Види, механизам? На кој механизам се тој? Уопштено прво работи луѓе кои што се дел од овој град. Добра, ама се дел и од 90% се дел од партиски извработувања и нино Нема, мислење обично нема, партиски, а не Еве да искрено како твое што е овој дел. Не е баш се така. Еве ќе ти кажам еден случај за овој што ги избориш партиски вработувања. Водовод има потребу од багеристо. И наваѓам од човека, рандом мисле дека беше од Думин Дол или од Љубодрак, нема дали завр, кој што е стварно багерист. Ја му викам, стварно ни требаш, доваѓа да работиш. Човек доваѓа да работи, одеден пуда, рипа цела партија, зашто е тој човек вработен? Па викам, затоа што е багерист. Ама наша партиска организација Потек, Пуковско, Тромеѓа, мисла Едучка чешма. Мора таму човека да вработим. Ама он е тракторист. Ама ако он тракториста ќе ни се налјутив тие луѓе. Абе човече, тие луѓе ќе се налјутив. Ама кога ќе дојде тракторист да копа на дефект, а човек навикна е да оре с трактора, не да копе. Ќе има 8 сата работа кој што овој багериста ќе го заврши на 2 сата. Дајте конечно да работиме со професионалци луѓе кои што одговарат на тоа што треба да го работи. Добро, легално ли е тој? Ја остана на став и човек работа багериста, ама цела партија ми беше љута, збору за руководство. И нешто е најстрашното. Дали е легално партија тоа да го тражи од човекот што е на функција? Ми сакаше да бегам од истину, кажам отворено. Како се функционира? Не, добро, така дали е тоа легално законски? Овој момент да го видиш. Човек работа годину дена и се отиде. Најде си Багерист или тракторист? багериста, тракториста не оде. Да. Може да ја последваш. И
После годину дена доваѓа на прв одмор, отиде да работи у Холандија, доваѓа кај мене и вика, јас сум ти на тебе страшно љут. Тоа викам, човече, јас се закачи со кога ти не за тебе, ти си ми страшно љут. На крај па ти љут. Па вика, ради тој што не ги послуша и не ми дозволи да и не ме запусли, ќе си отидеш одмор у Холандија, годину дена ќе си работиш у Холандија, знаеш и што е века. Епа, Падне да доби прашање, одговор на прашање, имamo ли механизам официјален, значи сектор, не знам како истражувачки центар, што и да е у општину, с кој на папир можеме да видиме што се потреби на граѓани, у смисло да се некој да ги анкетира, пошто искрено моје мислење е дека социолози во овој државу никој не ги ферма ни 2%, а они се по мене некој клjuč кој треба да не донесе до тој што ни треба. Апсолутно. Значи види, имаш га момент на и референдум, кој што до сега не е користен у Куманово. А кој што можда треба да го ставиме во функција. У смислу, идеја со овој детален урбанистички планов дека да имамо 2 згради и 1 парк. Дали ви луѓе се сложувате за такво нешто или не? И да искочи народ луѓе да имав каже. во Европа референдум и сигна за Евровизија. Вика референдум има смо дали да потроши 300 милиона тамо за организација на Евровизија. Еј, за тој имав референдум. Мора да го премате дел. Значи, глас на обичного човека не само на избори да се слуша, ке мора да најдем начин и после да се слуша. Многу едноставно. Не звучи популистички, затоа да ми се не избори. Ма нека звучи популистички. Стварно не сакам да улазам, малце те популизам не го толку сакам. Ма добро, тоа е... Нормално кога си левичар, не, популисти се овие други, десничари. Они су за све криви. Не се избор популизам, малце го... Измешамо ги затоа што па исто како избор патриотизам, што го да не кажеш што девалвира. Ама ви се измешасте, ви како левичари и десничари се измешасте, ви почнасте да поддржувате независни кандидати. Не молим те нас да не кривиш. Ми сме само неми проматрачи. Ви ги измешасте работа. Ќе го ставиш малку иду по сметку и ќе дојде. И по сметку. Измешасте ги работа. Тоа значи дека сме слободни и дека одлучуваме по основ на свој разум и слободарски дух. Дека не може никој да ни каже ајде устрој и за тоа ќе сте. Тој ти, не ви. Има пуно луѓе, веруми, стварно има пуно луѓе. Има пуно луѓе. Има еден дел од Куманово кој што е специфичен и кој што стварно и размишља и сака да прави нешто другаче. Да, има слобода на говор, али дали има слобода после говор, што е мото на овој подкаст? Апсолутно. Има ли слобода после говор? Има и тек ќе се работи на тој план, веруми. Ке се работи? Дефинитивно. Добро. Не ми беше цилј да откриеме дали ќе бидеш кандидат. Веројатно и ти не знаеш, него дали беше ми цилј дали сакаш. Види кој. Прво, ај за подкаст. До сега ни еден подкаст не сам изслушаја и овој ми е прв подкаст на кој што учествувам. И најсега и каде почнаа размишлям зашто тако функционирам, дали сум доволно отворен, пошто нели кажамо тој што не го прифатиш, оно ќе опстане, тој што го прифатиш ќе се смени, ќе бидеш можда дел од него. Па после викам дали нешто внатрешно е му родено. Мислам дека со зборови вокално не можеме да го изразиме све оној што го мислиме и сакамо да го кажеме. Тоа е многу помалку од оној што го свакодневно доживуваме. Ја ви го подкаст читаја, да може да го овој све што го збориме да го читам, ја ви го препрочитаја еден икс пута. Па читалат си. Дефинитивно. Али сами дева отварање на овакви теме ми е стварно драго што сум овдека. Дали сакам, дали еве па ти кажа. И кој сакаш да ти биде, да не кажу опонент? Кога ќе го изједеш у зуби? Па не, далеко. Добро, така се вика Кумановски. Прво, апсолутно, све со овој шпекулации и куларски мовети. И 2017 исто ме праве сва кандидата, не знам колку се сеќаш, кажа луѓе, оставите. Так мислам дека не беше заинтересиран. Откуде ти да сум заинтересиран? Имаш некој сјај у десно око. Не, далеко. Тамо да уживам у разговори и у атмосферата. Да. Па сега слушам, викам ти, слушна се с двојца бивши градоначалници. Дужно поставени двојца ги респектирам. Ама и стварно водуј. Још изградени и остварени. И они се мислив кога да поддржив. Кој би сакаја да те поддржи? За граѓанство, не за партију. Па ќе се врату па на почеток. Сакаја би да ме поддржи луѓе со кои што сум израснаја.
луѓе со кои што сум искачај, луѓе со кои што сум живеја, со кои што сум разменуваја книги. Сакаја би да ме поддржив Срки и Зајко затоа што нима сум учија за музику. Сакаја би да ме поддржи, да кажемо, Трајче Зајче, Ристич, Бране Пижон со кои што сум играев фудбал. Еден куп другарке со кои што сум бие. Луѓе кои што ме познавав. Ако го ме они поддржив, ако биду кандидат еве да покушам да иду тој филм, доволно ме. А како ќе ги убедимо ми што те поддржавамо? Исто хипотетички, ми, како ќе ги убедимо тие што ништо не знаев за тебе, како ќе им се представиш? Ако се улегне у прича, ја мислам дека прв мандат треба да го добиеш с претходен живот. А ако друг мандат с работа. Нормално, претходен живот од свите аспекти. Од сви. Дали си некога понижија, дали си некога уважија, дали си бија ѓубре или си бија човек. Денеска е, знаеш, многу интересантно, мора Достоевского да ја спомнам, пошто го уважавам. Колку повишке ga сакам човечанство, толку помалку почињам да ga сакам човек. Значи, морамо да работиме на нешто, да кажемо претходно, низ лично моралну револуцију и конечно да се научиме да кажеме би нешто добро. Моје мото е да не збору за никога Кумановца лошо. Мислам дека низ овие разговори тој га горе-долу представи. Не сакам за никога лошо да кажам. Може да имаме борба на идеи. Може да имамо... Нема потреба зашто да збориме лошо. И видимо... Кажате зашто? Видимо ги резултати, ми може да збориме за njeni лоши дела. Затоа што мржња многу повишке мобилизира, многу повишке дава енергија од кажување било што убаво. Мора тој момент да го вратим. И затоа сум ориентиран према млади. Тама нема тие овакви калкулации и не овие млади се многу отворени се. Што све ќе ти каже тоа или бу. Нема кој да нема. И многу го се с нива да се дружи, да се функционира. Многу. И за крај Кенеди беше кажаја дека не е важно држава што прави за своји граѓани, него ти што ќе направиш. Само па да го парафразираме тој и да го ставиме у општински рамки и да кажеме што сакаш ти, Горане Стојковски Диро? Ја како единка под претпоставку дека ми работи многу добро индивидуална свест за оно што се дешава у мене и около мене, да направу за овој град. Беа па од почеток. Прво, што ви направиле не само враќај мора да те врату на почеток, зборе цел почеток, нели? Прво, што ви сакале за деца и за вие млади да направим? Сакам да имамо насмејани луѓе. Они што да направив? Не, ми мора да ги научиме како и што да бидев насмејани и задоволни. Може да имав многу повишке него време кога сме ми имале, ама некои су ми по-незадоволни. Корона не уништи. А и у друг подкаст ќе збориме за тоа. Уништи ни го дух. Па за духовни аспекти ќе збориме. Апсолутно. Валјда не си вакциниран. Не сум вакциниран. Ќе гласам за njega. Дозволи. Ако биде кандидат. Значи, не знам дали е постојала или не е постојала корона. Јас 16 дена беше на трети спрат на инфективну клинику у Скопје и да не звучи вулгарно смени 2 цимера. Значи 16 дена од кои што и кислородна поддршка и све. Стварно не знам дали е постојала или не е постојала корона. Примам инекции и така и се. Ама знам дека беше еден невиден ужас и удар на свакога човек и на човештво комплет. И бирам некако да уверую на медицина, не знам зашто. Желеа да прашам за совет сега. Кога беше натаму, тој тон улегнасте некако аутосугестивно делувате и... Јас сум млад уметник у овој град, релативно млад, што може така да се каже. Уживај само твои представи. И се фала. Како ќе советуваш еднога младог уметника кој нешто се труди од лево десно да прави надвор од државни, да кажемо, шеме, ако дознае дека се спрема конкурс во негову институција, ако дознае кој ќе биде, за кога е тој конкурс, не објавен конкурс, за кога е,
Како да реагира такав млад човек? Што треба да направи? Млад човек нема друг избор, односно Куде да се обрати? нема, прво ќе биде радикален и ќе биде бунтован. Основно на младого човек е да биде бунтован. Млад човек мора да го менја овој свет. А дали те млад човек може да би сакае да улегне на некој листо, па да покуша институционално да делува на све ово што го збориш. Дали уметници кои што се авангарда за мене лично, може да се собере и да каже ми сакамо директора дали од наши редови, дали некој што е стварно менаџер. Конкретно за Кумановски театар тој го направисмо некако ансамбл. Затој ти Да, како ансамбл го направисмо, сугериравме. Мислим, праќаваме ги некои твои, нели? Да. И на крај па нас никој не праша, па се стави свата такој, а и сега се изгледа нешто такво спрема. И од бе сме изневерени од централно ниво, сакам да кажу од министерство, а сега ни се спрема нешто од преко министерство па до општина. Некој општински службеник сега е у игру, такој се збори у град дека ќе биде директор на УЦК. Значи едино решение што ми го предлагаше листа и улазање тамо. Не. Сега на кој листа долега? Кажати бунтовност. Види колку е култура и наука битна. 40-ту Швабе нападав на Инглеско. И Черчил вика го воен кабинет подхитно, седнуе свите министри, не предиделил буџет паре за рат. Што да правиме, откуде да алоцирамо средства. И стануе министар за култура и вика, слушај, рате, нема потреба да има култура буџет, дајте буџет од културу, нека иде рат. И Черчил му вика, седи и ти си бивши министар. Што е битно бе, дали ќе го добиеме или изгубимо рат ако немамо култура. Такој да уметници, како и сите други, може да стане и да каже, не биваме другари. Нема власт која што ќе ги нападне, ќе иде до крај под услов, ако су единствени и обстојат направо. Па имаш горе, еве ги студенти, 6 месеца су на протести. Не улазнам ја дали су исправни или неисправни. Јас сум за младост. Затоа што тај младост еден ден ќе дојде на власт. Ама ми не умемо да пумпамо како нима. Не пумпамо, ама пумпање е избушен. Имаш и овдека пумпање, ама па се осетимо издадени. Имаш и овдека декор. Тоа што го зборисмо прес. 2015-2016 и овдека има смо протести, одеше се по улице и така дали и така дали. Посветизмо се на тој да го промовирамо борбу, а суштину идеолошко го изгубисмо против кога се боримо. Тоа е целиот момент. Али тоа не значи дека треба да застанем и дека не треба па да пробам. Има ли нешто поубаво од почеток? На све. Јас сум увек спремен. Како да не застанемо? Још немамо одговор у Бедиње што се деси. Ајде, молим ти. Кажи ми што за Бедиње, не сум. Ово извини, у Диво населје, сакаше да кажу. Еве за на Бедиње. Диво населје со мојата комшу Пеку Џулију бему 515 сабајле. Затоа што е едно преплашен човек. Одговор нема. Што се деси? Кој бе сватија тамо? И кој ги доведе? Односно, кој ги доведе? Нема. Ви сте биле, ми смо виделе, па смо чуле, па... Од тераса. Не беше пријатно сватлече, не. Дечки, ја ти ви донесу сметку, скупа е. Само још едно прашање околу механизми. Не знам што ми е денеска се тие механизми, од механичара иду, па валјда ми од Ја од чевлара, пошто тој највишке што трошу мораше да го поправи, имаше едни ципеле да ги средат. Имаш ли, имаја ли би механизам од општину или од било куде што ќе имаш ингеренција да ги тргнеш луѓе што сакав да бркав куде што не треба да бркав? Многу едноставно. Пак ќе кажу, од начин на живот све може да се изведе елементи, дали може или не може. Не е за фалење, стварно е непријатно. Од водовот имам истерано двојца од работа. Затоа што ги фатимо куде крадев. Нешто беше многу чудно и многу специфично, кое што и ден денеска размишљам. Каде отиде тамо, сви кажава, ајмо нулта толеранција на криминал и на све остало. Кад га извадимо криминал на површина и кад кажамо, ви двојца идете у аут. Исти тие што кажава нулта толеранција, ти му патив деца.
И, па знаеш, храни фамилии. Па тој се само флоскуле. Ало бе луѓе, дајте да се решиме. Дајте да се решиме. Сега знаеш, едноставно на тебе ти прави едно непријатно чувство дека ти си лош, затоа што се бориш против криминал, бездушник. Ајде те да го прескочиш, доваѓавте партиски фраери, ама знаеш он колку добро ние лепија плачки. Не знам ја он што ви е лепио, дека има криминал луѓе. И Значи имаш истераги од работа. Не е за фалење, ама значи стварно мора да се договори. Ако е криминал, криминале. Та не му дам. ако имаш механизам, нели не виде ова кога зема? Па јас сум луѓе Тој ни фали. Ја бе луѓе кои што седу, така да нима не ги враќам паžњу на. Ева бела тебе ти го поклонуju и знај дека бел увек иде боле се црвена, Не. а не се црвена. Прашај го колку шаналките одговори боле од мене, ипак е она на тој план. Пола ви сметка сти за вода. Сметка, док да стигне сметка, ми не успеавме да го направиме. Ја со задоволство, ако се слажеш с мене, ќе му го поклонимо на Диру. Рече дома кад ќе го и кад ќе го направи, ќе се слика, И се ќе ви го слика на еднога култнога лика коноца и ќе ни прати. Готово. И ќе го објавиме. Може ли така? Договорено. Затоа што сега нешто не ни е диоптен погоден. Поздрав. Чао. Малце е да кажу фала што дојде. Фала што ме викнасте. За Ја пак ќе искрени кажа, јас стварно не се доживуju као некој кој што ќе е интересантан за Кумановци подкаст, што нешто, нели обично мислам дека подкаст вика луѓе кои што Престани со тој скромност, молим те. Ако бирам Ти си- меѓу надменост и скромност, увек сум за скромност. Знаеш, надмени луѓе никад не поставljав прашања за тоа што мислив дека ги знаев сите одговори. Јас сакам и да поставам прашања, многу сакам и да слушам. Така да скромно се Без мрлина. обзир на тој што си социјалдемократ. Ти си Јас сум левичар. 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 ти како левичар си еден изузетен интелект с кога е увек пријатно да се збори на било коju тему. И молим те да ми опростиш ако сам била безобразна како што викав твои сопартици. Не сум член на партија, да не види. А истеран сам од 3 партии. Па ми можемо до јутре и да и слагалицу да и овој политичко слагалицу да го правимо и да зборимо предавник. Предавник. Ајде да не се сеќамо на тој, да не ти е буину. Фала многу Фала на тебе. за све. Добро вечер, пригодна програма. Пригодна програма ни е Ќоше у наш подкастрување кој се бави с културу, културни уметници, ентертейнмент од уметници, не мора само да су. Кажи ми, Марче, ти 2 години, Марко Трајковиќ, ако треба да се представи. Еве, Мирослав представам. Петровиќ. Не треба да се Греши. представи, не? Погреши. Петковиќ, извини. 2 години барем знам дека активно работиш, не знам дали сам или с тим на Калигулу. Знам дека од идеја постои за представу 5 години. 4-5 години сигурно, да. А дека задни 2 години што знаме активан си у тие припреме. Да почнеме од почеток. Калигула е представа што ќе се прави што е направено у Кумановски театар, најнова представа, имаше премиеру на кој датум? На 21 мај. 21 мај. У кратки црти цел процес, од идеју за Калигулу, до работу, до начин како е сработено, може да ми кажеш? Yes. Првична идеја си беше пред 5 години. Моја идеја за Калигулу, годину дена покасно убаци си и режисера у тој што се налепи фактички на мои идеи, почнавме од исту годину, Ризески Ѓорѓи, почнавме од исту годину да сега ми фино лепо аплицирамо у мој матичен театар. И полека цело време почнавме да си го они одбивавте проектот кој причини ми не знаемо, а нама тај папка Традиционални вредности, Да. традиционално одбивав. Така е, традиционално не можеш од прво да пројдеш, како Да. што не можеш од прво да положиш. Така е. Нели? И тај папка само почна да си расне и да си расне од година у годину. Успех на, резултат за што е искочена Калигула СК моментално е само затоа што не се откажасмо ни ја ни Ризевски. Го расмо, огромну поддршку имам од цело екипу. А и цел ансамбл го театар, поддржуваше цел тој ансамбл го представу. поддржува тој представу. Знаев колку се килаво
За други представи, така да поддржан сам еве и од актерски тим, од кој што и ти си дел, поддржан сам од технику, чак што више поддржани смо и од албански дел на екипу Кумановски театар. Ја никад поголема поддршку за едну представу не сам видеа за конечно да стигне да се изведе на нашу сцена. Да. И еве дојде во време, искочи си каква што искочи, концепт е сменет 15 пута за да искочи, затоа што Добро, увек се адаптираш, Да. овој може, овој не може. Од резултат смо презадоволни, може да кажу. Даде смо све од себе. Тоа би погледнаа оној пред и после. Ама не, да го одобри со Слични ли представу се? пред 5 години, Немаше да биде тој што е данас. Значи дефинитивно. Они за тоа одбивав, за твое добро. Тако е, тако е. Еве да кажеме дека тие психолошки и емотивни припреми се почнале пред 5 години, а самата физичка припрема за ликот на Калигула и тоа ми почна лани на 11 јули, каде што малце поинтензивно почна и со тренинзи и све за да се издржи, значи да не почна с физичко припрема, мислам дека немаше да ги издржува овој што самиот процес ми га налагаше да ги изнесу на сцена. И ти и цела екипа, кажи ни Цела ги членови на екипа. Поголема екипа, значи, голем дел су чланови на ансамбл на театар Куманово, ќе почнемо, да не почнеме по лепоту, еве по години да почнемо, Кети Дончевска Илич, син во Давид Илич, исто члан на Кумановски театар, Владо Дојчиновски, кои се ни други, Анастасија Величковиќ, Да. поточно Трајковиќ од пред неколку дана, она е моја нова Честито снашка. нека е. Така е, да, фала пуно. Имамо ги како гости Илин Јовановски, дечко од Скопје, и Никола Милошевски, исто од Скопје, и како танчери ги имамо Жарко Јовановиќ, Владо знае сега Дојчиновски. наша поблиска, кажа смо сега Владета, Владе и Жаре су ни Владанка. Крстевски, и танчерке ги имамо Јована Таневска, Ева Пауновиќ, и на моју керку е прва професионална представа Луна Марјановиќ, така да и она е учесник у представу, театарско деби, Браво. така да тоа е тоа. И још малку повише ке смо Трајковиќ и него Иличи у театар. Представа има за Куманово, што е едно интересно естетико. Значи, на малу сцену е, а ипак има... Е голема представа. Да. Голема И- представа на малу сцену поточно, да. И мислам дека и ако можеме така да кажеме, и театарско писмено и театарски неписмено публику ги задоволува укуси. Па тоа е тежок критериум да го испуниш пред Тако е. све. Значи, да го направиш да може било кој да дојде, најнормална публика да кажеме, што и дури прв сусрет нека боje с театар да може да има што да свари, и театарски образовани исто да дојде. Тоа е. Да има и она што да вари од како се искочи. Значи, утврди сме дека представата заслужува да се игра. Како типуеш ти од процене, од тактике, од политике на установи ќе се играли? Ја моја прогноза е дека ја ќе се искозу да се игра што повише, а како што гледам и цел улог што го даде самата екипа и техника и уметнички сектор, криво ќе ги биде ако не се игра. Така да ми ќе дадеме све од себе овој да стои на репертоар, затоа е направена на малу сцена, затоа е направена за 50 човека. Затоа што Куманово кога ми направимо слободно може, еве ти го погледна, слободно може да се игра на цело гледалиште, Да. за 650 човека. Може на голем. И што правимо? Ќе го изиграмо 5 пат. Тој 3000 човека ќе го погледнев. 5 и години се го спремае. 5 години си го спремај и ќе го играш за 2 месеца 5 пати ќе прекине. Зашто да не го поделимо? Публика го различно доживува, сами ти знаеш дека мала Ама не добро, и тај близина... одма е друго, да. Гледаш можеш глумца да го намиришеш, што се вика тој пред тебе. 50 човека сасвим доволно како публика, за да може овај представа да си трае, да си стои на репертоар, јас се надам години и години и да искочи и од Куманово. Кажи ми, улегнали на некои фестивали сега? Сак за сак имамо потврда од неколку фестивали, али не смем да ги кажувам, Не сум затоа они не си објавив програму. Официјално. Да, официјално иначе за 3 фестивала веќе имамо. Наши македонски народ, Сак за сак македонски, да. А работиме, имамо си продуцента на представу што не ги мава и пострано, затоа што мислиме дека заслужува да прошета малце. Добро. Друго што ќе ни кажеш за представу, за театар, за ансамбл, за репертоар? Кој репертоар? Репертоар, да. Па тој е репертоар. Моментално 2 представи су на Да. репертоар, тој су Смрт и девојка и Калигула. Тоа е репертоар моментално на Кумановски театар. Други Да, представи. па реално ги правиме намерно, и сега и Смрти девојка го прави смо заедно, и сега ти Калигула на малу сцену за да се играв. За да И се затоа и се погоди со такои две. Надам се дека ќе се играв. и ќе се игра. Одлични представи су и двете. Сак јас да играм, знам дека може да не звучи многу скромно, ама су одлични представи. Да. И имамо многу убав залет земено, тој одамна се нема десено околу нас според мене, како члан на 90% представи на репертоар што су.
одамна не смо земале вакъв убав залет на креирање на квалитетни представи. Значи, едно по друго си избацисмо квалитетно представа. Дај да видимо се треќу. Надамо се дека темпо нема да прекине, дека још увек ќе гурамо. И процеси пројдеа така без проблем, некако лагано да Кад кажем. луѓе работив нема проблем. Да. Кад луѓе не работив, ето и со проблеми. Пошто прв одговор увек за све што и да се потражи кој нас е не може. Не е прво дај да видимо дали може, И него гост претходно што беше исто го кажа. Нели? Мановац мора прво да иде на не. на не. Па после да се Не. убедуваме малку. Ама тоа е више и проблем у мајндсет. Да се ценкамо. Да, и ако не ги смениш мајндсет, зборимо и на технички и на уметнички сектор, прв одговор да биде ај да видимо, не викам да го сменимо на да, него ај да пробамо. Ај да видимо што може да се направи. Тоа е веќе корак напред. Да. А тој корак го направисмо со овие две представи. Така е. Куде што може да кажу и техника и уметнички сектор работасва безусловно. Значи, Кажи у пригодну програму каде следеќа Калигула каде треба да го погледнев. следеќа Калигула е на 5 јуни, веќе е распродадена од пред некој време, пред 7 дена, така До нешто. крај на јуни ќе има ли па? До крај на јуни треба да има уште една изведба за потачан датум, ќе си погледнав на сајт, кад ќе го На сајт на кад го НУЦК. беа- на НУЦК и на театар Куманово. Добро. Марче, Да. тоа е тоа. Имаш уште нешто да кажеш? Не, Да прашаш? не. Фала ти. Може ја тебе да те прашам за фестивал. Тоа ќе го И направи. од тој смо дел и Да. Овдека смо моментално с колегу од пред 2 минути што го снимисмо прв дел, Мирослав Петковиќ. Петковиќ си бе, Петковиќ. сум. Петковиќ, и знам дека си Петковиќ, има многу нема ики. Да, Куда? ти си треќ водител на пригодну програма. Фала. Да. И Иван е еден, ја втор, ти си треќ. кад беше И у гост, тој се умеша, кад човек. беше гост, допред малку беше со јачменку, од овој страна ме фаќа камера, Пројде. немам јачменку. Има континуитет. Така е. Требаше можда и кожњак да ти го дадам. Да позбориме малце за враќамо го осмех на град. Праќамо го Фестивал. во град. Тоа е мото. Па тоа е Четвртак право, у девет. тоа е право мото. Тоа е право мото. Не е ни у четвртак, ни у Не у 9. четвртак, не у 9 е објаснување. Појаснување зашто не е За у четвртак у 9. Добро. Прв вечер пројде, Да. како што знаеме, и тој доста успешно пројде. Одлична атмосфера, да. Многу убава атмосфера беше, пошто и ја беше присутен, можу да кажу дека беше убава атмосфера. Мала промена место у голему салу, пребацисмо се у малу салу по потребу, не беше уопште никаков проблем, публика дојде да се насмеја се искочи. Мислам дека и малце га продолжисмо, пројдесмо га време, ама 2 не и ги се 15 стануе. минута е, да. Не ги се стануе. Едно време мислеше дека е тој стендап пикник. Аха. Луѓе се толку опуштиства да. Не ме беше страво, прв ред имаше постари луѓе околу 70-80 години, викам овие тој ќе ги оставимо. Они искочисав као 50 годишњаци. А? Подмладени после Подмладени. 2 сата. Тој си беше друго. На прв ноќ наступи ти Да. и нежни мужи од Скопје, каде што видев мајде да не кажу што су работале малце. Осетливи теме опфатисва они, док твои теме бесва малце нели поту од социјален карактер бесва твој мушко-женски однос. Па да кажеме, да. Ако да нима бесва само онај мушки односи, ама кој што прави позади затворени врата. И што не чека наредни 3 ноќа од фестивал? Што имамо? Имамо Надица Петрова, не доаѓа од Неготино. Од Србија Браќа ни доаѓа Шуковиќ. пошто она по Србија. Да, он е сега у Србија, моментално има турнеи у Београд, Нови Сад и не знам још кој град. Директно Надица доаѓа од Србија, стварно. Браќа Шуковиќ ни доаѓа од Црногору, од Подгорицу, тачни од Зету, што ве кажале они. И га имамо Мишо Димитриевски и Шипе, нас Шипе. Он ни доаѓа од туј, од комши. Он доаѓа од комшие и ќе го отвори негови први 10-15 минута ќе изгуби невиност на стендап сцену, да кажемо, со една поозбилна парче. Чекај, он има изгубено невиност, јас сум светочија на негово губење невиност, Да. или овој му е официјално? Ама таму е бија официјално како MC, Добро, а сега е официјално како наступувач. Добро, тоа е убаво да се Да. знае. Тој се дешава у суботу? Тој се дешава у суботу, 31 мај. На 4 јуни ги имамо Чедомир Митевски, наш познат актер, и Тино и Атанас од Скопје. Тој се еден човек или два? Тој се троица. Чедо, Мир, Тино, Атанас. Четворица. Четворица. Чедо, Мир, двојца со они и Тино и Атанас, веш двојца. Да.
И на 7 јуни ги имамо Битола Маријан Георгиевски и Марко Трајковиќ од Куманово. Те сам ја. Калигулу што го играте. Знаеш го? Да, чуе сам го. Тие ги имамо од 8 сате со настани у Дом на култура. Голема сцена, мала сцена или ќе си зависи? Све зависи. Зависи од продажба на карти. Ако пројдемо како што пројдесмо со Снежни мужи, и ја како наступувам, мислам дека е права одлука да се деси у малу салу, за да има атмосфера, тие 150 луѓе да има убаву атмосферу, пошто у голему салу мислам дека ќе биде нема да се долови тај колку добро и да ги распоредиш, па е голема сала за 150. Голема е, да. Така е, да. Добро, значи тој по потребу ги си се одвива. Ја и вчера на фестивал на Ели Стриптиз, дека има само још на Маријана, не смо му кажале дека Маријан још не знае на тој, нема ни да му кажеме на Маријана. Не, он на лице место ќе си дознае. На лице место ќе дознае, ќе му дадеме сценарио. И танге. Карте дали може луѓе да купив на улаз? Денеска баш сам га ја добија тој прашање, дали може карте за стендап фестивал на улаз да си купим, викам претпоставljam да. Може, на улаз су карти 500 денари, пред продажба су 400 и од друга страна многу ќе ни помогне ако ги купив порано за да знаеме ми да се организираме у кој салу ќе смо. Да, но од друга страна па и да ни ги купиш на улаз, тој су фактички поише пари за фестивал, така ли? Па да, ама види и нек си купив на улаз. Па да, ма еве за прв улаз за прв вечер тој не могасмо да го направиме, но улаз дојдесва да купив, ама више беше sold out, пошто више падна одлука да се премести у малу салу. Што значи можев да се остане фино лепо надвор на плато. Да се остане, да. Добро. Така да подобро е да се отидев до Павел Тобако, до Гичевски Тобако и Кафе на гору, да, или на друга страна да си купив картички. За да си дојде да се насмее. Како што треба. Како што треба. Да. Прв ноќ одлично пројден, не сумням дека наредни ноќи супер ќе пројдемо. Луѓе како осети се како да сум на днови на комедија каде што луѓе доваѓав со стојци, не доваѓа никој од нив не доваѓа да каже да наваѓа ману или нешто. Сви доваѓав со едно позитивна енергија, очекував да се смеев, правив го атмосфера и самите изведувачи добивав бонус. Да, ама и некако публику го сеќам дека беше луѓе што пратив стендап. Не само стендап љубители на комедија, ја ви кажа. Да. Од сам почеток не ни требаше посебно загревање за да ги опуштиме. Не, загрејани си дојдесва, некој и миришесва. Некој и загрејано миришесва, така е да. Да, али добро, кој што прави позади затворени врата, како што викав Нежни мужи и вчера, не е наше да судиме. Не е наше да судиме, тој си нина работа. Да. Ова не е второ издање, лане беше прво, ова ќе не е второ. Сви ме прашуваат зашто се тие ступки на овој, зашто конечно застанавме на ноги, нели? Лани бесмо на едну ногу. Сега на две и да се надаме дека ќе се претвори у нешто што сваку година ќе си се одржува. И јас се надам на тој. Може да си ги викамо мини данови на комедија. Стендап комедија ќе си ги викамо пролетна. Или комедија пролетна. Дали инспирација од пред неколку година кога на данови на комедија после представе прави смо стендап како накнадно. Да. После представа. Дали од така инспирација за фестивал? Не. Инспирација за фестивал постои од 2-3 месеца наша сараѓа у Герилу кафе, односно тој значи ми кад почнавме со стендап. Значи од така постои идеја за фестивал. Нешто се шушкаше, ама еве го дешава. Сега се збореше четвртак у 9, затоа што нели наступавме само у четвртак у 9, луѓе више знаество дека четвртак у 9 е стендап. Знаества локацiju и од тога останата идеја, нормално таа идеја многу после се смени, менја на различни начини, прво сакаше да е надвор, на плато, у циркуски шатор. И поима немаш колку е тешко на Балкан да се најде циркуски шатор, ама збору циркуски шатор, прав, у кој ќе... Па после го преформулирасмо идеју да го правиме у клубови, како што го направивме нели прво издање, тоа беше у Касапски круг и у Кафе Барњард. И овој година решивме да идеме официјално, у официјална институција, да кој што луѓе ќе дојдев, ќе седнев и ќе гледав стендап, нема да ни тропам видушки ножеви, кебапчиња, сланина. Реално, еве и ти како наступувач, друга е атмосфера кафич, друга е атмосфера сцена. Како наступувач? Кад сам на сцену, у театар или у културен дом кад наступам, јас сум туја за тие луѓе да ги насмеју кад сум на стендап. И тај ми е порив. Ама за тој дојдени? Да, а кад сам у кафану или у кафе бар, мене ми е цели да му ги изјаду кебапчиња, да му ги испију кафе. Како на njega што му е цели да дојде он да си ги изеде свој кебапчиња кафе, а тој што некој на микрофон тамо збори, некој заебанци и кажува, тоа е веќе друго. Да. Још некој прашање? Још некој прашање? Страте. Заврши смо ли? По горе доле тоа е. Па толку. Да.
Дојдете на стендап фестивал четвртак у 9, на 4 јуни, среда Тино Јатонес и Чедомир Митерски и субота 7 јуни Маријан Георгиевски и Марко Трајковиќ. Поздрав. Поврце.